ги добиваат редовно пензиите. Исто така знаат дека цените на лековите, а лековите се значаен дел од трошоците за секој пензионер, се намалија за преку 2160 лекови, имаме намалени цени во изминатиот период како резултат на мерките и активностите што беа преземени од Министерството за здравство и од Фондот за здравствено осигурување. Исто така пензионерите кои што имаат помала пензија од просечната во Република Македонија, доколку имаат потреба од болнички третман, кога ќе отидат во болница, бесплатно имаат право на бесплатно лекување и имаат дни за други мерки во делот на банјско-климатската рекреација. 7.000 пензионери од прилика годишно, 6 до 7.000 пензионери годишно се упатуваат на банјско-климатска рекреација, има бесплатен превоз во градот Скопје во одредени денови и слично. Сето тоа покажува грижа, однос, почит на владата и на задолжените во владата за мерки и политики во тој дел, односно почит кон највозрастните категории на граѓани и пензионерите. Но иста таква грижа се покажува и кон социјалните категории на граѓани, оние што се приматели на социјална и парична помош, за оние кои што се во најтешка состојба. За нив во изминатиот период направивме доста мерки, имаше во неколку наврати зголемување на социјалната помош, како и за пензиите. Не спомнав пензиите во изминатиот период како што се зголемуваа, паралелно на тоа, значи имаше зголемување и на социјалната помош. И следната година е предвидена иста таква мерка. Во март месец социјалната помош ќе биде позголемена за 5%. Кога сме веќе кај категориите на приматели на социјална помош, во изминатиот период исто така имаше доста други мерки кои што беа токму насочени кон овие лица. Една од мерките беше вработувањето на 1600 лица од најсиромашните слоеви на населението, лица кои што се од семејства каде што нема ниеден вработен, или од семејства каде што има повеќе деца, или од семејства каде што се еднодетни самохрани родители, се извинувам, или со повеќе деца, така да во целиот тој контекст околу 1600 лица, преку тоа 1600 семејства добија шанса понатака преку работен ангажман да имаат подобар живот. За останатите категории, за лицата со посебни потреби, имаше доста мерки. Последните вклучуваат месечна помош од 6-7 милијади денари за различни категории на лица кои што се со посебни потреби. За децата кои што се без родители, кои што се сместени во домовите за деца без родители, имавме мерки за поддршка како во делот на стипендирање нивно, така и во делот на обезбедување на стан. Се изградија 559 социјални станови во Република Македонија, наменети токму за граѓани што се приматели на социјална помош, а вкупниот проект е 1754 стана, кои што во следниот период, во текот на следната година или 2015 ќе бидат довршени и ќе бидат предадени на лицата кои што се приматели на социјална помош. Конечно покажавме грижа и за земјоделците. Од првиот ден ја сменивме политиката што до тогаш се водеше, каде што земјоделците беа онеправдани, каде што никој не сакаше ни да ги погледне, ни да ги третира, каде што СДСМ воопшто не се грижеше за нив. Напротив, од првиот ден почнавме со сериозен износ на субвенции за земјоделците и од година во година се зголемуваше тој износ. И кога имаше криза, и кога немаше криза, земјоделците добиваа секоја година зголемена поддршка во вид на субвенции. Вкупно во текот на изминатиот период, како што кажав, околу 600 милиони евра завршија кај земјоделците во Република Македонија, директна поддршка од владата на Република Македонија во вид на субвенции. Таквата поддршка ќе продолжи и следната година. Предвидено е 140 милиони евра да биде износот на средства наменети за земјоделците, во кој што е вклучен и делот за рурален развој, значи поддршка на руралниот развој, посебно за општините што се во руралните подречја, и е предвидено за 2015 150 милиони евра поддршка за земјоделците. Сите овие политики и мерки се битни и да се покаже грижа за најзначајните категории на граѓани од аспект на тоа дека на нив им е најтешко, на сите кои што ги спомнав, меѓутоа и од аспект на тоа дека се размислуваше и за долгорочните перспективи на сите други граѓани. Значи, ако се градат патишта, се градат електрани или се подобрува бизнес климата, тоа пак е наменето со цел да сите кои што можат да работат, да најдат работа утре.
Во таа насока би сакал да ги спомнам и мерките во образованието. Имено во изминатиот период владата на Република Македонија многу инвестираше во образованието, кое што го сметаме за најзначајна инвестиција. Тоа не е политичка инвестиција, тоа не е инвестиција што дава резултати во текот на еден политички циклус. Може би Никола Груевски нема да биде премиер или Зоран Ставрески министер за финансии или било кој од владата на ова место кај што сме денес, кога овие генерации што сега им се дава шанса задолжително да завршат средно или им се дава можност за дисперзирани студии во градовите ширум Македонија за да можат полесно да завршат факултет, или им се дава можност преку намалување на уписнината за факултет, ако се сеќавате беше 800 евра просечната партиципација на факултетите во Македонија, ние намаливме на 200 евра. Се купуваат опрема за универзитетите и лаборатории, се преведуваат најдобрите книги за студентите од Македонија да можат да учат на книгите од кои што учат студентите на Харвард или на други универзитети во светот. Сите тие работи подразбираат многу пари, но се инвестиција за која што ние како влада и како политичка гарнитура сме се решили и сме рекле ова е значено за иднината на нашите млади. Ќе се откажеме од други работи, но ова сме должни да им го дадеме на нашите деца, на генерациите што доаѓаат. Било кој политичар во иднина, може би после 10 години некој ќе ја види користа од овие работи, бидејќи ќе имаме пообразована работна сила, ќе имаме деца кои што се конкурентни, нашите студенти ќе бидат со знаење, со квалитет, идентично што го имаат знаењето и квалитетот што го имаат студентите во земјите од Европа или во развиените земји. И тоа е најдоброто нешто што можеме да им го дадеме, тоа е нивната иднина. Човек што е образован, што има поголема школа, поголемо образование, има повеќе шанси во животот да успее. Тоа не значи дека е гарантирано дека ќе успее, треба уште многу, треба и многу труд и многу други работи да се поклопат, меѓутоа основната работа како родител и како секој од нас кој што влегол во политиката, што треба да ја обезбедиме за нашите деца е образованието. За да може да биде поголем економскиот просперитет на нацијата, исто така ни е потребна и поздрава нација. Затоа толку вложуваме во здравството и тука има три вида на инвестиции. Едната инвестиција во згради, во објекти, втората инвестиција во опрема, апарати во здравството и третото инвестиција во човечкиот капитал. Инвестицијата во згради, оваа влада, прв пат после децении и децении почна да ги обновува болниците ни ширум Македонија и регионалните болници и јавните здравствени установи во општите болници во градовите и во склоп на клиничкиот центар во Скопје, градската болница, новата градска болница и така натака. И тој дел подразбираше значителен износ на средства, значи некаде 80 до 100 милиони евра практично ќе завршат или завршиле веќе во реконструкција и изградба на објекти и како што кажав, следната година следи изградбата на нов клинички центар во Скопје, една огромна инвестиција и нова регионална болница во Штип. Но тоа не е доволно. Значи, зградите се потребни и добро е да има подобри услови за луѓето што одат таму и што се на болничко лекување, но потребна и опрема. Исто така во земјава 20 и повеќе години немаше купено нова опрема. Се користе апарати кои што се стари, се чекаше со месеци наред да се снимат луѓето на тие апарати, болеста си прогресираше, апаратите беа непрецизни, често пати се случуваше да не се диагностицира правилно болеста или доцна да се диагностицира и од тие причини да бидат последиците полоши од што може да бидат. Затоа решивме да инвестираме во опрема, околу 100 милиони евра практично во изминатиот период и во следниот период се инвестираат во нова опрема во македонското здравство и тоа ширум Република Македонија. Не само Скопје, туку и сите болници. Буквално нема болница во Република Македонија што не доби нова апаратура. Било да е тоа за порано снимање на рак на дојка или да е за акцелератори или било да е за инкубатори за децата, за новородените деца. Се она што беше потребно зависно од профилот на болницата и необходните приоритети на таа болница се купуваше и сето тоа е ставено во функција со цел порано да се детектираат болестите, попрецизно да се диагностицираат и да има подобар степен на излекувани пациенти. Но и првата и втората работа, изградите и опремата не би биле доволно ако нема добар човечки капацитет и потенцијал. И тука состојбите не беа баш задоволителни, не бевме баш задоволни како влада од тоа што го гледавме, бидејќи и односот
па до некаде и квалитетот на дел од нашите здравствени работници не беше на ниво на кое што ние би посекувале. И може би се уште не е, но сепак во изминатиот период преземавме чекори и мерки за подобрување на состојбите. Прв беше проектот плаќање по учинок, меѓу другите мерки во тој дел, каде што првично имаше, ако се сеќавате, доста реакции, меѓутоа постепено се свати дека целта на тој проект не е да се казнува некој, туку напротив да се мотивираат оние кои што лошо работат или немаат добар однос кон пациентите, да си го работат она за што се платени. Затоа направивме разлика и некои се беа наградувани, а некои казнувани. Бидејќи не може еден доктор да се однесува коректно кон пациентите и да цел ден работи за време на работа, другиот да седи затворен во неговата просторија и канцеларија и на крајот на месецот иста плата да земат. Покрај тој проект, значи плаќањето по учинок, со кој што беа наградени најдобрите доктори, имаме дополнително, да речам, и награда за 100 најдобри доктори секој месец и исто така се врши перманентна обука. Значи во последниве неколку месеци доста прогресивно, доста амбициозно се оди кон тоа да се испраќаат нашите доктори во центри во Европа, во Америка, во други земји каде што можат да престојуваат неколку месеци, да учат таму од најдобрите доктори во нивната област, да може да видат каква е организацијата на работата и кога ќе се вратат да го подобрат своето и работењето на институциите каде што се вработени. Се разбира, постојат и многу други мерки и активности кои што се реализираат во сферата на здравството и тоа е област која што е прилично тешка, каде што и развиените земји на Америка се уште квалитетот на здравството не е на ниво каде што треба, а Македонија да не зборуваме со обемот на средства со кои што располага. Меѓутоа, важно е да се преземаат мерки и активности, да се инвестира, да се поправаат работите и верувам дека од година во тој дел работите ќе одат на подобро. Почитувани граѓани на Општина Илинден, секако дека има уште доста области за кои што јас би можел да зборувам или има потреба да зборувам, меѓутоа целта на овој форум е да слушнете да слушнете презентација за 2-3 клучни сектори или области во кои што е фокусирана владата на Република Македонија. После тоа секако најважната цел е да ве слушнеме ние вас, да слушнеме што вие имате да ни кажете, каде имате потреба да не посоветувате, што можете да искритикувате ако нешто не работиме добро, бидејќи тоа е добро, секогаш е добро да се слушне и некоја критика, бидејќи никој не ја знае целата вистина на светов и не е